Почитувани гледачи на ОТВ-МК, добре дојдовте на првата дебата во нашето ново студио. Првата дебата ја организираме само со женска екипа на тема социјалните мрежи во основното образование, малолетните деца, и тука ги повикавме да разговараме. Мислам дека и една од најкомпетентните жени кои што ги имаме во прилеп на оваа тема. Со нас е Наташа Мирчевска, одделенски наставник. Добро вечер. Добро вечер. Или добар ден, кој како не гледа. Сега со интернет платформи секој може да гледа кога сака. Добро ден. Марина Тошевска, активист, бизнисмен, успешна жена и во случајов како представник на родителите. И Елена Петреска, Спирковска, психолог во училиште или во основно училиште. Значи, добре дојдовте уште еднаш на сите. Ви благодарам што ја прифативте поканата онака сите без размислување. Дури имаше онака, ако ти одговара, може знаеш дека има малку построги критериуми, мислења и би била поостро, реков да, баш така сакам да се разговара и така да почнеме. Па да не ја издолжувам многу најавава, би сакал да почнеме со така прва теза или прва тема да ја нафрлиме: социјалните мрежи во образовниот процес, ја нареков, или малку да елаборирам тоа. За некако учителите им прават на децата во основно образование групи на Facebook за да им праќат домашна, да им дават додатни задачи во непристојно време од денот. Това се проверени информации, имам дете во 9-то одделение. Па ајде да почнеме со психологот од таа гледна точка. За да има можност други да ме нападнат. Сега мора некој мора да почне. Да. Кои социјални мрежи тука би? Facebook, TikTok, Instagram, пред се во образовниот процес, како што ја поставив како прва тема за разговор, мислам најмногу на Facebook, затоа што таму им се прават групи на 6 одделенци, на 7 одделенци, каде што наставниците им дават 6 одделени, децата имат 12 години. Facebook, според правилата на Facebook, еден малолетник до 14, мислам, минимум не сме да има профил. Значи, од озгораците наставниците ги промеруваат децата да кршат закон. Тоест, родителите во случај. Значи, доколку разговараме за нив, сметам дека тие треба да се комплетно изоставени, сфрлени, забранети во образовниот процес. Ковидот си го направи својот дел. Разговаравме дека навистина влијаеше во еден хаотичен момент кај што мораше наставниците да си најда начин, службите да најда начин, родителите да најда начин да стапа во комуникација, меѓутоа се реши своевремено тогаш и почна употребата на Zoom, на Teams, што е една добра платформа. Тоа не е социјална мрежа, мислам во секој случај. Како платформи. Платформа, да. Да, како платформи и начин за комуникација и пристапување. Да ги разграничиме работите, бидејќи јас се извинувам. Да е така. Да, апсолутно. Ако тргнеме од темава што е почна, социјалните мрежи во образованието. Социјалните мрежи не му е местото во образованието. Затоа реков и ги нема. Треба да се. Така. Ги Тука има. беше интернетот. Значи интернетот како можност што ни овозможи во време на тој ковид да се реализираме како наставници, како ученици, да го реализираме наставниот процес, беше една извонредна добра алатка искористена на вистински начин. Се постигнаа значителни резултати за оној кој умееше, можеше и направи напори да се снајди. Социјалните мрежи јас воопшто не би ги довела во контекст во образовниот процес, бидејќи не ги користиме. Образовниот процес не ги користи социјалните мрежи. Што прават наставниците, родителите и учениците? Ето, веројатно би можеле да го дискутираме. Во никој случај не би се согласила дека дел од образовниот процес се социјалните мрежи.
Се согласувам Ама и на глобално ниво заземаат замав и ни се дел од секојдневие во секоја сфера во општеството, не изостанува образование. Да, значи верувајте, не се дел социјалните мрежи. На почетокот на генерација миленијалс беа, да речеме тие таа генерација пред да стои оваа генерација ген кај што очекуваме дека тие во дигитализација ќе ги носат промените во светот во позитива, ама имаме и негативни фидбеци, веќе некако социјалните мрежи како што продираја на секаде во секоја земја почнаа да продвојдираат и во образовниот процес. И на почетокот и наставниците, и комуниколозите, и социолозите гледаат на тоа од позитивен аспект за подобрување на комуникацијата ученик наставник, наставник родител, на времено споделување на информации за да се биде во тек да се. А тоа е надвор од образовниот процес. Надвор од образовниот и веќе како почна на тоа да се гледа многу наивно, дека нема да има негативни последици, веќе се почнуваше да не кажам на своја рака, пак со добра мисла, за да има подобра комуникација на време на доставување на домашни помош при домашни, да може да се користира надвор од училиштето, а сепак како дел од образовен процес, заради тоа што споделувањето на домашни давањето насоки и менторство сепак преку социјални мрежи ни постои. И тоа е добро ако правилно и наменски се користи. Меѓутоа многу наивно влеговме во нештото, ги гледавме позитивните практики, меѓутоа заборавивме дека на некој начин подобрувањето на тие интерперсонални односи помеѓу ученикот и наставникот веќе создава и друг начин на комуникација кој што не секогаш ќе го даде посакуваниот резултат што ние мислиме дека ќе го има. Ајде сега, ако во образовниот процес рековме не постојат или логички не треба да постојат, а се користат на многу погрешен начин заради непознати причини на некои наставници, она кој што е прво треба да биде за анализа, нарочно го оставив втора, тоа е социјалните мрежи на малолетниците кои што немаат доволно години да ги користат во домот. Затоа што на крајот на краиштата ниедно дете не може да има ни смартфон, ни Facebook, ни TikTok, ни Instagram, ако мама и тато не го направат. Ајде малку сега да тргнеме по обратен редослед од родителите, од наставничката да тргнеме. Значи од тука почнува се. Знаеме, сите сме свесни и како родители, и како наставници, првенствено во случај како наставници, дека користењето на социјалните мрежи е над 18 години. Што да ви речем, децата не се криви. Родителот е кој дозволува и му кажува дека правилото треба да се прекрши и му дава шанса и можност да го користи ако е со надзор и ако е следено позитивно. Дали за потребите на образованието, дали за потребите за надградба на самото дете, додека ако родителот единствен дострел му е Facebook, Instagram или така натаму и детето го остави да си по слободна волја да си бира содржини, тогаш е ова што сега нас не се случува. Апсолутно. Да, мислам дека би тргнало од тоа дека слободното време е актуелна тема што секој ден ние се соочуваме и како родители и начинот на кој што ние ќе го организираме слободното време на нашите деца. И некако ова свет на такво дигитално општество каде што најпрви интернетот стварно беше алатка за едукација и за забава во вистинска смисла на зборот, си го зеде замавот да што од мали деца уште од мала возраст децата почнуваат да користат дигитални уреди и интернет. И начинот на кој што децата продираат во виртуелен свет, пак ќе кажам и родителите наивно, понекогаш и несмасно ќе го искористам зборот, зашто недоволно ги пратиме и ги мониторираме работите како влијат и колку детето во делото тој интернет свет избегнува од реалниот свет што ни постои, на што повеќе се насочува, без да имаме надзор на тоа, си носи некои своји последици. Значи, пак јас како родител, ама и сите се смесни, јас сега 3 деца имам, интернетот, дигиталните алатки се неопходни. Се некако ни стануваат неопходни, а во време на корона веќе се научивме да ги привикнуваме на такви работи, и пак неорганизираноста на слободното време. Во тој момент кога бевме затворени дома и што да правиме додека играш карти, па пак нешто да можеш да им даш некоја друга едукативна игра, пак ги навлековме на интернет. На глобално ниво е проблем. И она што пак ќе кажам, ние себе
ова генерација Z и ова генерација Алфа, сега новите што идат, што ги сметаме дека растат во технолошка револуција за да прават промени за подобар свет користејќи ја дигитализацијата, некако започнува веќе дивергентен правец да зазема, дека освен позитивните забележуваме многу негативни последици. Надзорот на родителите е клучен и неопходен и не може секогаш не гледаме во образовниот процес, меѓутоа кратко е времето што детето го поминува таму и веќе со забраните да не носат телефони, овона се воспоставува некоси барем мала забрана да осетат дека нема да се користи телефон во тој период од денот, меѓутоа она што се случува дома, тоа е наша одговорност и колку ние ќе дозволиме. Добро е што денес постојат и алатки каде што дури од работа може да го контролираме тоа што они ќе го гледаат и колку време ќе посветат на дигиталните уреди или телефоните. Наше е навистина повеќе внимание да посветиме што нашите деца навистина користат од дигиталниот свет. Јас многу сум приврзан кон технологијата и ова сето што се случува, мислам дека ги поистоветуваме интернетот со социјалните мрежи, што е многу голем проблем. Да. Имав една мисла, уште стојам задна, значи како што рок-н-ролот беше за 20-тиот век, така интернетот за 21-тиот век. Мислам, дефинитивно нешто што носи прави промени. Сега, нашето незнаење, нашата нефункционалност, да го учиме, да можеме да го смениме начинот на размислување, на живеење, затоа што сега, како да ви речам, на времето за еден добар хит, требаше да одиш в Белград да купиш плоча, да ја донесиш тука, да ја пуштиш на радио, да ја слушаш на сите. Сега сето тоа ти е со еден клик на дофат. Меѓутоа, позадинското, она што значи вредност, она што значи насочување, она што значи почеток и крај на нештото, ние го немаме. Ние го изгубивме во овие 30 години и сега децата, не и овие и нашите, јас се надевам не следните генерации кои доаѓаат, немаат патоказ. Немаат правилен вредностен раст кој ќе ги насочува, кој ќе ги тера самите тие да видат што е добро, што е лошо, а не јас како родител да му кажам има дупка, пречекорија. Треба да падни за следната да не ја промаши. Јас мислам дека тука е најголемиот наш проблем во ова време, не време, изминативе 30 години, сакаме да фатиме тек со технологијата и со светот. Меѓутоа, за тоа треба малку повеќе образование, малку повеќе добри информации и многу повеќе позитивно влијание од нас, од родителите, од наставниците, од јавните личности и од медиумите. Овели? Мислам што се сложувам во глобала со се искажано, меѓутоа на моделот што го спомнавте. Треба многу да размислиме и како родители, сите сме родители, кој модел го оставаме за идентификација кај децата. Апсолутно. Не можеме, ние цел ден сме со телефоните в раце. И со социјални мрежи, што е најстрашно. Социјални мрежи и со истото да му објасниме дека тоа не е добро и не треба да го користиме. Децата учат на модел, така е. Што се спомна комплетно да се едуцираме за користење на медиумите, на една медиумска етика, на еден кодекс на однесување во онлайн светот и да бидиме добар модел за рефлексија и за пример за однесување, како наставниците, така и родителите и сите возрастни во општеството. Од исказиве што ги имавте до сега, исказиве кон нас, од излагањава што ги имавте до сега, ми излегува само вака да го дооформам, мислам Наташа спомна дека, или беше за дека имаме од работа да контролираме што тие гледаат. Алатки за контрола. Да, според вас, во колкав процент тие алатки за контрола родителите ги користат овдека? Еве да си земам мал 30 секунди, 15 секунди време, јас мислам од сите што ги познавам луѓе, не малку луѓе познавам, кој знае дали 0,1% ги користат тие алатки за контрола. Тоа е на нас родителите. Значи ние некако повеќе се информираме што ни е достапно за во однос на содржини и се,
не се информираме како дел од тие содржини ќе можат да се изфилтрираат за да што треба да би, што не е добро да го изфилтрираме за нашите деца, дали постои таква можност? А постои. Значи, до нас е некако до родителите во овој случај, заради тоа што пристапот до социјалните мрежи во слободното време сепак е во домот. Кога с децата треба ние не го организираме слободното време, да ги внесеме во некои се други едукативни игри. До нас е и мислам дека тогаш поддршката од медиумите не е далеко потребна, да може преку онлайн медиуми или било што да се информираат за поголема достапност на овие алатки и начин на кој што може да ги користат. Она што исто ни недостасува е во ова свет на дигитализација, немаме никаква одговорност од споделивателите на дигиталните содржини. Некако останаа сите социјални мрежи толку многу отворени, па ни се случија и нас дори во толку мала држава што ни се случува говорам да се може да помине без никаква одговорност на тој што филтрирал и колку тоа влијае врз индивидуално или врз цела земјица и општество. Значи, оти ни се случувале големи проблеми, ги имавме случајот овдека се да јавна соба и било што, никако немаме одговорност за она што веќе дигиталниот простор ни стана место дури за сајбер насилство, врсни што Ќе дојдеме до таму, сега убаво го си спомна јавна соба во целава приказка, сега баш запишав овде нецензурирани мрежи или социјални Пред да продолжиме, медиуми. мислам дека добро ќе биде ова да го кажам. Победи. Читав едно истражување на британски центар, не е ни битно, резултатот е многу добар. Прво, ние, нашето општество овдека, треба да се разграничиме, да научиме, да почнеме да учиме дека интернетот не се социјалните мрежи. Значи, тука е сршта на сето. Апсолутно. За нас интернет е Facebook, Instagram и овие другите, не знам како се вика. TikTok. Овој TikTok. TikTok, најпопуларен по цел свет, добро, правил истражување во Велика Британија, Америка и Кина на платформата TikTok. Со изброј испитаници, се е многу регуларно, агенцијата е една од најпознатите светски. И добиваат резултати и вика вака, во Британија и во Америка. Го прашуваат дете од 10-12 години, што сакаш да бидеш? Инфлуенсер. Кина, корисниците на TikTok, 78%, што сакаш да бидеш? Космонаут. Значи, изборот на понудената содржина и она што е насочено за да учиш, за да дознаваш, да се надоградуваш, тука е проблем. Апсолутно, правилното насочување. Јас сакав да го земам нашето општество како пример со нецензурираните мрежи, затоа што дел од нив навистина има Па немаме капацитет за цензурирани. Нецензурирани. Се согласувам. Сакав да направиме не знам вака конструкција или да направиме на паралела едно општество кое што е до толку лицемерно пуританско, кое што му ги затвораме на децата очите кога на регуларен филм двајца глумци се бакнуваат, истовремено му го даваме телефонот со TikTok, со све и свашта, тоа е исто како да сме го зеле за рака и сме го однесле во видеотека за филмови за возраст. Одговорноста ја губиме. Тој нашол, јас не. А Нели? кој му го даде алатчево за да најде? Не знаеш што пребанува, немаме нешто онака. Значи, многу мудро, по наводници лукаво, родителот си се оправдува и ја бара потоа вината во наставникот. Не знам, во телевизијата, во TikTokот. Зашто TikTok си се заштитил, кажал, јас не сум Оваа за содржина, под таа возраст. така е. За оваа содржина треба родителска контрола на телевизиските содржини. И сега моето дете ќе ми речи, од Милан, чупето ми го даде. Да. И јас не сум виновна, бидејќи сум му дозволила, туку виновно е твоето дете и ти си виновен. Значи таа префрлање на таа вина, тоа е Мислам дека лудило. во непревземањето одговорност и префрлањето на вина, мислам дека сме во светски рамки меѓу чемпионите, онака за Само не сум медаља. јас. Кој сака нека биде? Да, ја никако. Сите се криви само јас. Па ние не знаеме индивидуална одговорност, што е веќе. Ако тргнеме да земеме да отвориме Facebook и да скроламе како се века на срцепарателни статуси кои што се во најголема количина, никогаш никој за ништо во оваа држава не е крив.
Значи, Никогаш како сега, значи, тоа е не- насоката, интересот. Јас такви не сум видела, да ти кажам право. Значи, Не се- очигледно ги избегнувам. Значи, интересот, така и на детето. Детето е во период, во фаза, кај треба да му даваш, да го насочуваш. Ако го тераш да слуша Queen, ако тераш да слушаш Beatles сега, тој ќе почне да слуша таква музика. Ако го оставиш да слуша тоа што е сега актуелно, Но и ние секогаш насоката е родителот таа. тука, зашто сепак децата се поистоветуваат со другите од нивната Делот, генерација. значи, И нашиот оние што дел. секогаш и во наше време Така, постоеле, да така. некои деца се изборуваат Така и е, тие се така како е. оние главната група идол во класот што треба да се следили во генерацијата и да се поистоветуваат со нив. Некогаш и тука ни родителот не може да го наметне целокупното Не влијание, може затоа што се целосно, случува ама во треба да се училиштето. обидува. На помала возраст, дока е 5-6 одделение, може би до некаде имаме поголемо влијание, после тоа поистоветувањето се сосем поразлични и пак сака да се поистоветуваат со генерацијата со цел да можат да се инклузираат на некој начин, да бидат во таа Апсолутно. популарна група. Што... Меѓутоа мора да се насочува. На времето ние ко растев, значи весниците беа во игра и нас наставниците тогаш ни велеа, значи дома читате весник. И тие што читаат домашно родителите што му носеа весник, значи одеа напред. Тие другите, мислам, беа назад со информации во таа смисла, не во нешто друго. Еве и сега. Значи мора да се насочува, мора сите можни начини да ги искористиме да се насочуваат работите, а влијанието не можеме да го избегнеме и тоа е добро. Само начинот како би реагирале на целокупното влијание, колку самите деца индивидуално, па и колективно како група би се заштитиле во одбирањето на насока, тука можеме да влијаме и образованието и родителите се. Сега, ако веќе ги оставаме да бидат подложни на секакви содржини без никаква контрола. Социјалните мрежи се дефинитивно најблиско и односно најголеми преносители на сајбербулингот. Сега, Елена, кажи ни нешто малку колку ги изложуваме нашите деца на сајбербулинг со самото тоа што уште толку кревки и без елементарни алатки за самозаштита ги оставаме покрај обкружувањето кое што е се полошо во живо, и ги ставаме и на социјални мрежи каде што па уште повеќе нема никакви кочници. Влијанието факт дека е огромно на самиот, на содржините кои се најактуелни, кои ги следат младите. И дефинитивно се изложени максимално како потенцијални жртви на сајбербулинг, кој што е многу потежок, би рекла, можеби за откривање, поради тоа што ние како и родители, и како наставници во училиштата немаме очигледност веднаш. Значи има можност да потрае подолг период кај што последиците би оставиле потрајни ефекти. Знаете, самиот период на пубертет и адолесценција е подлежен на превземање ризици, на прифаќање многу лесно предизвици, на неразмислување на последиците од сите активности кои ги превземаме. Самата структура на тој центарот за рационално размислување кај децата не е развиен, се уште не е доразвиен. И од друга страна, па социјалните мрежи ги формираат и ги прават експерти, така, за да ја зголемат гледаноста на одредена социјална мрежа и со тоа фактички работат да предизвикаат зависност. Во истражување некој, баш за TikTok читав дека во првите 20 минути веќе се подложни на клипови со суицидалност, со користење дрога, содржини, со неприфатливост, социјални однесувања. И сега замислете во еден период на физичка и ментална неподготвеност, изложеност без воопшто никакви граници од било кој надзор, што предизвикува кај децата. Се крајно страшни последиците, се крајно делуваат на формирањето на личноста во еден подолго рочен план, понатаму можеби одма не можеме да видиме, ама еве веќе гледаме.
Тука и сајбер насилството е тука и јас пак би се вратила на мојата, да речам, теза дека родителот и детето се пријатели на Facebook, така? И сега чита детето дека родителот така сочно се изразува, покажува сила, мускули и од да учи. Па добро, Кој мислам модел да дека ако родителот на социјална мрежа се изразува така, не верувам дека и пред детето и надвор од социјалните мрежи, не верувам дека чека да го прочита за неговиот родител на тука и речникот дома, дома. Тоа е. Да, ма и сајбер насилството некако многу подоцна почнавме да го сваќаме. Овие последни години, нели, со кампањи за родово базирано па и врсничко насилство, секогаш се насочувавме на вербална агресија, социјална агресија, физичка агресија, меѓутоа со физичко присуство, нели? Дали навреда на меѓуврсници, па и физичка пресметка како нешто најлошо што го гледавме и веќе почна да се јавува формата на влијанието на дигиталните медиуми, на интернетот, на социјалните мрежи. И со некои настани на страна што најмногу сајбер насилството влијае врз емоционалната состојба на децата, истражувањата насекаде покажаа дека ваквото насилство на емоционалност, споделување во групи неприфатливи содржини, навреди, омаловажување на дете што го носи да биде во социјална исклученост, веќе се повеќе почна да влијае и ние веќе како држава, иако се уште немаме некои си законски рамки после неколку случаеви што ни се случија во држава да не потсетат дека треба да влијаеме и дека сме затоцнели и дека треба сега и веднаш овдека да се влијае на сајбер насилство. Врсничкото сајбер насилство е многу тешко за разоткривање дури од страна на родителот, зашто децата си имаат своји акаунти, своји социјални мрежи, не можеме да дојдеме до дофат во групите каде членуваат и каде што се споделуваат содржини навредливи или насочени кон некој друго дете да се омаловажи, да се доведе во таква состојба на отфрленост. Најпрви нели се запознавме сајбер насилство за нас прем беше социјално демнење, па потоа дојде лажно представување во групи, па споделување на добри ситуации, па ни се случи случајот со споделување на експлицитни фотографии и се, зашто и ние како родители, верувам и наставниците, не бевме свесни дека може наеднаш тоа да се случи и како тој процес, поради тоа што имаме законска регулатива за сите други видови на насилство. Каде што се вклучуваат служби и било што, како овдека ќе се регулира, каде ќе се интервенира и кои се актери би биле замешани да може да превенираме, меѓутоа и да заштитиме во случај каде што ги имаме. Многу деца денеска од најрана возраст веќе стануваат подложни на сајбер насилство. Што ни родителот, многу се тешки знаците на препознавање, психолози, комуниколози, што препорачуваат, кај нас уште немаме, мислам дека во образовниот процес и во социјалните служби систем каде што родителиве или некои си типсови кај што би препознаваа. Значи претежно се очи дека детево што е жртва на сајбер насилство нема да сака да допира телефонот страв што порака ќе си прочита за себе, какви уцени закани ќе добива омаловажување, меѓутоа и како родители во трка со времево во модерно живење ги како да се занемаруваат тие работи, на училиште нештото станува, а континуирано го имаме се додека не добиеме потешки последици врз емоционалната состојба на детето. Децата и поумешни од нас станаа во користењето на дигиталните мрежи, меѓутоа не само негативната конотација и позитивната конотација на одредено насилство, сајбер насилство може да види со тешки последици. Таа работа родителот не ја сваќа се уште. Замислете, во некоја прилика група, не знам кој, нака рече Наташа е најубава во училиштето, со име со презиме. Јас како дежурен наставник седам во дворот, некој одстрана да дојде да ми речи ова е та? Јас мислам изме знај, презиме знај. И ќе речам да, таја е. Не само негативниот контекст, туку и позитивното, она што сака да се истакне дека некој е, тие се деца во таа возраст, значи има убави ногти, коса, убави се, згодни се, и таа работа и родителот на тоа поминува многу спротивно од она што треба да го реагира. Да. Тука тој не гледа закана. Не само што не гледа закана од негативните последици на позитивниот контекст и од тој начин туку не сваќаат прво дека кога ќе ги постираат сликите на Facebook веќе не се
Немаш приватност, Не се нивна собственост, а се собственост на Фейсбук и тие му дозволуваат слики од собствените малолетни деца на Фейсбук, тоест секој ден кој што има пристап да ја симни таа слика да искористи во било каков контекст. Кога ќе се направи одреден проблем, Фотошоп, тогаш е веќе доцна. Тогаш не можеме ништо да санираме. Ама не ја симнал, не, значи Фейсбук веќе ти ја купил, со само да тоа што Да ја му дозволи. симне, да ја обработи и еве да ја покаже во некое. И она што И требаше после- да биде добро на социјалните мрежи, почна да се злоупотребува зашто такво општество сме глобално. И она што младите ги привлекува кај во делот на сајбер насилството е поради тоа што тоа така е прикажано со толку добри зборови, аутинг, трикери, фрепинг, и они мислат дека ако прават такво нешто, Тоа е веќе се е нешто. по тренд. Да. И демек јас направив трикер и ние како родители дефиниција немаме да го најдеме, значи треба од нас родителите овие социјални мрежи бараат цело време да се едуцираме. Се нешто ново излегува. И дур си научиш што е трикер, ти не Има ти нешто текнува друго. дека каква форма детево на измама прави, одма стигнува, не знам, фрепинг, емитирање, влегување, пробивање пасворди во акаунт повар, и не можеме и ние некогаш не сме толку спремни да се подготвиме, да се следиме. едуцираме во овој свет дигитален кај што ностоп има промени, најмногу се во социјалните мрежи што најмногу допира до децата. Кај нив е таа љубопитност. И кај нив тоа што е за нас негативно веќе станува тренд мода. И јас направив фрикер на ова дете, а тоа е веќе за тоа дете па сајбер насилство. Дури родителиве не се поистоветуваме, ти кога ги слушаме, ото мислиме дека па детево добро да се едуцирало до нешто Убаво пробало. звучи, убаво звучи. И децата ги се љубопитни пробуваат. И доколку тоа настане само прв пат, веќе се иззема дека е сајбер насилство. Меѓутоа ако се повторува константно врз истото дете тие форми, тек тогаш, меѓутоа колку е тоа константно повторување и дали секој дете може да издржи константно повторување на такво сајбер насилство. Никој не може да издржи. Никој не може да издржи ни возрастен, ни дете, ама не сме и родителите да користат изговор дека едноставно пред тоа што не сме во чекор со нештата. Не сме и така. Тоа е. Не е дека Одговорноста се иззема. Доколку јас, собственото дете и образовниот процес го поддржи нештото, да поставиме едни морални вредности, да поставиме едно доживување на интимност и на приватност, ако ние го научиме детето дека во себе мора да задржи нешто за себе од некоја случка, па сигурно тоа би делувало на моментот дека не се треба да објави на Facebook или на Instagram, че дека ова си е мое, не мора. Приватност. Или да ја објавува приватноста на другарчето. А и не Значи, тука е во пријавувањето. нас. Тука е во нас работата. Значи нема храброст, не се научени дека тоа треба да се пријави, дека тука не е ништо страшно. Нешто да кажам. Апсолутно да се. Не, супер се одрива. Имам 22 деца пред мене, секој ден годинава. Сега за 3 дни се справиш. Така, не можам да се справам со 3, не друго ќе ви кажа. Значи со текот на годините и темава што не е интернетот, технологијата и така натаму, и прег за големата заштитеност што има родителите над своите деца, доведено е. Значи децата не можат, не знаат да покажат чувство на срам, на емпатија, на загриженост, на радост, на тага. Значи тие не знаат се радува, верувајте не зна да се исплаша. Не зна. Единствен момент, јас тоа вака последниве години и многу размислувам и читам нешто за тоа. Единствено нешто на оваа генерација, еве зборувам на деца до 10 години, што имам увид во тоа, каде што тие можат да предизвикаат некоја своја емоционална состојба. Му се компјутерските игри. Само на нив реагира. И се плаша, и се возбудува, и се стрейтни, и се тажни, и плачат од кој ќе изгубат. Во виртуелниот свет тоа му успева. Во реалниот свет тоа не му успева. Бидејќи ги спречивме да се радуваат, да плачат, да се да прават. Ние сме тука За се. така. За се. И мислам дека тоа е многу голем проблем на една генерациите. тенденција на третирање на децата како Предмет. како малоумни би рекол. Никогаш да не пораснат. Како малоумни,
Верувајте, само кога ќе играме на часот, тоа е доживување. Бидејќи играме. Тие се стрейтни, тие навива, тие се обидува, бара начин. Добива Верна задача на работа. и добива реално обкружување со реална задача. Виртуелно реално обкружување. Од прилик, сега веќе реалното ќе му стане Да. виртуелно. Сакав како последна тема да ја чепнеме, мислам си продолжуваме на истава приказка, тоа е смартфоните во нивните раце за време на часовите за време на времето на училиште. Сега имаше еден период кога ги забранија. Па после се испобунија родителите, а тука е тоа третирање како дебили, ќе ми извините, на интернет сме имаме право да користиме вакви збори, мора да го има телефоно за да ми се јави. Каква е тая епска? Вака сега, мора да го има телефонот или мора да го има смартфонот? Значи, кога разговарав со една директорка, сега го работиме проектот тука, училиштата не се инкубатори на омраза, и баш тој ден имаше направено рација, затоа што му кажале, за време можете да ги носите, ама од влегувањето во училиште до крај на часовите исклучени. Нашле уклучени телефони, му ги собрале. И тогаш истото ја реков. Ми подпишаја под петиции, мора да ги носа, морале во себе. Па реков директорка, супер. Одлично, че мора да им сега. Те еден најефтин смартфон е 200 евра. Чибичанче за 1000 денари за јавување има. Купи му чибичанче и кај сака нека го носи, во секој момент ќе ти се јави. Сега, ајде да го направиме последниот круг, како да се или едноставно да се упати порака дека има начини и дека не е потребно училиште смартфони да се носи. Може тука. Апсолутно поверни. Да, периодот нели со дојавата за бомби во училиштата, тогаш се воведе таа забрана. Ето еден пример како се може да се злоупотреби од децата, кај што во ниеден момент не беше пријатно на никој кога одевме на училиште или на работа и цела гарда на полиција беа пред нас како воена. Војна зона. Да е државата и стварно беше непријатно, па колешки одат на работа, по еден час му се јавуваат, дојдете децата да си земите првачи, а некој работа 20 километри одавде. Значи нема кој да го земи дете, тоа беше стварно страшно. И да беа забранети, се уште јас, кај што работам во училиштето, се уште се забранети. Има големи притисоци од родители да се врати телефон, доколку најдиме и го одземиме, да биде вратен не според правилата кои ги поставиле училиштата. Ама, која треба да биде нашата цел? Не да забраниме. Со забрана не е решен проблемот. Значи, заминува дома, го зема пак смартфонот, пак станува истата мета на насилство, пак станува истата жртва на интернет информациите, доколку не соодветно ги одбира. Целта ни е соодветно да го користи. Не мора да забрануваме. Ние треба И не смееме сами да се забрануваме. едуцираме, нив да ги едуцираме. Е окей да се исклучени телефоните за време на час, ама и од наставникот, Да, и од ученикот, Тој е и пример. од директорот доколку дојде, и од стручните соработници доколку дојдат. Значи, и претходно спомнав да сме соодветни модели на однесување. Тогаш нема да има никаков проблем. Зошто да не ги искористиме телефоните кога нема Нема интернет потреба. во училиштето, па да направиме еден по-креативен час, по-интересен час за учениците. Може и да ги искористиме максимално позитивните страни. Да изразат креативноста, да ги изразат потенцијалите, понатаму може да му помогне во професионална ориентација, во кариерен развој, самиот интернет. Меѓутоа, социјалните мрежи и користење на не знам, на TikTok за време на час да ја снимаме на страничката, да ги Или научиме. сајбер насилство да врши за време да на не училиште, ги да. не ги користат несоодветно. Нема Тука е потреба да нашата улога, забрануваме. значи како родител и како наставник, не сме име да забрануваме. И јас сум многу Точно, против да. и како со кое право јас би проверувала дали носа или не носа. Кога и вие носите како настав. Апсолутно. Дел ќе го прикаже наставникот, ако наставникот на час додека тие решаваат тест, Гледа Facebook. содржина Facebook, филмови на видео преку социјална мрежа, тој Џабе си моделот прави ќе го има обавез. ученикот, исто и како родителот.
Она што ни недостасува е пак поголема едукација. Децата учат од пример модели, а секој што треба биде наставник кој што да постави авторитет и родител. Инаку далеку тоа смартфон во телефоните многу може да помогнат на част. Користење на менти за групни дискусии, директ да собираат, па да можат да брейншторми, истражувачки активности на самиот час, сами да пребаруваат содржини додека пополнуваат групни активности за тимска работа, да се надополнуваат. И така ќе ги научиме дека има други содржини, дека овие социјални мрежи ќе ги користат кога ќе му дојдат време или на начин како што треба. Ова е еден извор непресушен на податоци, на информации, во секој момент да можат да ги користат, да ги знаат, да ги научат и така натаму. На час по ликовно, најдобрите рашни изработки, цели видеа има на интернет што можат да ги пратат децата. Од чуда може да напрати, за рециклирање училиштата треба да ги користат и дома родителите, ни за едукативни игри. Нас од влијанието на социјалните мрежи, пак ќе кажам, е последица и на ова дигитализација, технолошка револуција и последица на се уште неспремноста на нашиот систем да одговори и нас како општество на глобално ниво и како родители не настави. Не е само во нашата држава, на глобално ниво се случува. Тиктокот на глобално се случува. Така па гледаме земји што сега сакаат целосно да го забранат од кај нив, зашто па тие првиот што пред нас бија во таа технолошка револуција ги увидува штетните последици и од таа модерно време и тоа што дигитализацијата овозможува се наеднаш да се шири во секундата, најбрзо добиваме информација да правиме нешто, тоа да може некако да се спречи. Меѓутоа, како родители на деца, еве да речеме, во основното образование се деца до 14 години. Ние не смееме да дозволиме државата ми дозволи употреба на TikTok. Или да не ми дозволи. Да. Кога јас како родител сум свесен дека тоа не е добро. Последниот период колку имавме, над 10 случаи имаме со физички повреди, со фатално завршување на одредени активности кои се превземени од страна на децата. И јас да чекам државата да ми забрани не може. Нема. Едноставно може би треба да се насочиме малце повеќе кон родителите, па нив да службите да речеме така. Не дозволувам да се научат. Не мора да забранам. За да забраниме ние сме дозволиле, сме дошле до несакана последица и сме забраниле. Ама не можеме да не дозволиме целокупното влијание, може да влијаеме на нашите деца, меѓутоа сметајте дека многу влијае и степенот на едуцираност на самите родители од тоа што се носат другите социјални мрежи колку децата може да добрат. Живееме во време и на презасафатеност на родителите, не е исто како кога во подалечните времења. Дигитализацијата го прави своето. Кога треба да се превенира во рамки каде што имаме ваков опсек сега што се случува со TikTokот, и никој не очекуваше толку негативно да почне да влијае. Од генерацијата што требаше да ги прави технолошките промени за подобро, ние сега од таа млада генерација имаме дигитално револуционарни промени што има негативни последици. Само повредувања, пробување на гушење, летечки супермен, употреба до последно како беше употребуваја, дури и сега им беше нешто ново, цинамон предизвик. Јадење лажица цимет без да се пие вода и не знам, имаме случаи на задушување белодробни регистрирани во регионов и кај нас. Не може секогаш и родител да го фати. Многу важна е љубопитноста на децата, а јас пак викам кога некогаш и државата застанува, ова е влијание на целокупното општество кај нас. Со некои работи да не постојат, може и тоа е најдобриот начин целосно да се превенира, зашто за едукација, додека едуцираме, не можеме да фатиме толкав чекор. Земји што беа далеку постребни и во самосвесност, и во влијание и во едукативен систем, не успеаат, еве гледаме да го фатат чекорот со оваа дигитална револуција, каде што самиот дигитален простор овозможува вакви работи да се појавуваат. Вакви предивници ке секое дете да се поттикнува љубопитноста. Баш во тие години ова генерација алфа што ја викаме се од 9 до 2020 да се поттикнува таква од 2013-2020 родените да се поттикнува љубопитноста. Баш ке тие деца најмногу се љубопитни, сакаат да ризикуваат и овие предизвици на TikTok влијаат. И со едукација и со било што некош не можеш да го спречиш кај сите деца. Не можеме толку да стигнеме. Ама додека постои селекција на содржините. Социјалните мрежи се создадени за некаде да креираат содржини. TikTokот со самото тоа што е создаден да трај клипов колку трае? 20 секунди, 30 секунди. Создава зависност. Создава, затоа е произведен и затоа е направен, за да создаде зависност.
Ние имаме деца кои не можеме веќе во клупите ги седнеме од немање концентрација и трпение и така ние имаме родители кои од бебе ги растат децата, бебе ги растат телефоните. Содржината ни е проблем. TikTok не ни е проблем. Нас ни, ако Нас ни повеќе е земји проблем се- семејството, Не. образовниот процес и се соред. И немање да. регулатива во дигитален простор. Секоја содржина може да биде постирана без одговорност. Зашто и TikTokот може да имаме видеа и со добри содржини на Апсолутно. Она што сега ни се случува, така најавени предизвици на добар слоган и онака примамлива порака да ги заинтегрира децата, веќе треба они што ги креираат тие содржини да може да се воспостави некаква си регулатива, дека на крај крајва со тие предизвици летечки овона кога што ти индиректно, без физичко присуство, влијаеш на загрозување на состојба на дете во случајов, тогаш мора да сносиш одговорност. Тоа и тоа на глобално ниво што сега државите сакаат да го бараат, да може да се свестрираат содржините и да има одговорност. Тогаш ние нема да имаме секој ден момо предизвик, во штетни дејства за самоповредување, па ваков предизвик и таков и се случува, се повредуваат деца, регистрираме случаи, оди се тоа во статистика, реалност имаме, немаме никакво преземање на действие, оти викаме сега ќе излези нешто ново. А доколку се направи филтрација и се бара и во дигиталниот простор, како се постира, кој проверува содржината, па ние за еден обичен медиум, луѓе, телевизија, значи имаат одговорност, чакајте за дезинформација. Овдека никој не сносува одговорност. Секој, тие што го создаде нештото, треба да се најде добар механизам, заради тоа што има А негативно тие влијание. што го создаваат нештото се создаваат. возрастни луѓе чиј интерес е Профитот. профитот. А ние вината ја бараме во децата. Да. А тие се само жртви. Да. Тие се само жртви. Ви благодарам. Мислам дека направивме супер муавет и се надевам дека е само еден почеток на вакви интересни разговори со кои ќе пробаме колку толку да ја подигаме свеста пред се на одговорните, тоа ја рековме, тоа се родителите. TikTok може да има. Може и на Нешто подобро да. Одиме, дефинитивно вадиме рилови од емисијава и ги пуштаме и на TikTok. Уште еднаш ви благодарам за разговоров. Благодарим и ние. Благодарим. А со вас се гледаме во следна дебата, се надевам многу брзо.